како раководител на главниот штаб за управување со кризи, како што веќе знае целата јавност, од страна на владата е прогласена кризна состојба на територијата на целата држава поради пожарите кои што летово во поголем обем ја зафатија државата на повеќе локации. Таа кризна состојба во неколку наврати од страна на владата е реобновена, така што моментално имаме прогласена кризна состојба која што ни дава легитимитет како главен штаб секаде онаму каде што постои пожар, вклучително и на депониите, да преземаме дополнителни мерки кои што се надвор од оние редовни мерки кои што ги преземат самите локални или централни институции. Токму од тие причини веќе неколку дена како главен штаб сме присутни во депонијата Дрисла, каде што настана тежок пожар пред неколку дена. За жал чадењето можеме да го забележиме зад мене е активно и денес, иако морам да кажам од оно што можев да го видам таму на лице место, денес чадењето е значително намалено. Дел од депонијата, поточно од делот каде што се одвива чадењето, е делумно затрупан. Се работи засилено со голем број на механизација, на целосно затрупување, но просторот е тесен и не дозволува движење на поголем број на машини, поради што моментално се пробиват два нови патишта кои што треба да овозможат приот на повеќе машини, кои што ќе бидат донесени во текот на утрешниот ден. Утре ќе бидеме засилени и со машини на Бехтел и Енка, со големи мокни машини. Денес и Гранит како општествено одговорна компанија помога со нивни машини. Имаме машини кои што се на самата депонија Дрисла, но и неколку други машини од други компании кои што сега на прва не би можел да ги кажам. Самата површина на депонијата Дрисла е околу 85 хектари. Заграден е само овој дел кај влезот. Затоа кога вие имате перцепција дека таа е оградена и обезбедена, таа перцепција е погрешна, бидејќи оградата е само овде зад мене. Останатиот дел, како што се оние ридишта таму, каде што може да се види чата, се апсолутно необезбедени. Има повеќе камери, но се сомневам дека сите тие се функционални, особено оние на задниот дел од депонијата. Од тие причини можам да кажам дека депонијата Дрисла е лесно достапна за злонамерници кои што би сакале да подметнат или да го продолжат веќе постоечкиот пожар. Во текот на вчерашниот ден действувавме со механизација, некаде околу 18 часот имав информација дека чадењето е драстично намалено. Значи цело време зборувам за чадење, а не за горење. Едноставно горење, односно видлив оган, нема. Или можеби ќе се појави на моменти на некое место во трајање од неколку секунди, истиот ќе исчезне. Се работи само за чад, се разбира непријатна чад, која што сигурно во себе содржи токсини, но чад која што излегува од внатрешноста од депонијата како последица на силните хемиски и биолошки процеси кои што се одвиват во делот на депонијата, каде што се слева и седокот од депонијата. Активно горење на самата депонија нема. Од оно што можев денес да го дознаам, имало уште најмалку 3 обиди за палење на самата депонија. За среќа биле брзо изгаснати, но најверојатно овде некој успеал да предизвика пожар. И она што можам да го кажам како моја лична перцепција дека вчера околу 21 часот овој чад силно се зголемил и најверојатно имало засилено горење. Од тие причини денес побарав како раководител на главниот штаб припадници на полицијата, на криминалистичката полиција да влезат во депонијата и да поразговарат со вработените и да дојдат до релевантни информации околу можни причинители на пожарот на депонијата Дрисла. Припадниците на криминалистичката полиција моментално се внатре во депонијата, значи не зборуваме за некој конкретно осомничен, туку едноставно ќе позборуваат со повеќето вработени да видиме дали постои можност некој од внатре да учествува во подметнувањето на пожарот или можеби некој од надвор доаѓа во самата депонија, како што реков, преку овие ридишта било кој физички малку поспремен може да дојде со канта бензин или доволно шише бензин, затоа што се работи за запаливи гасови да го подметне пожарот. Исто така, во околината на депонијата ќе има засилено полициско присуство, ќе има повеќе патроли наоколу и ќе употребиме други методи за наблюдување на самата депонија, за откривање на евентуални подпалувачи, бидејќи малку е необјаснимо како откако ќе го драстично намалиме огнот, чадењето повторно само од себе толку многу да се зголеми. Значи, како што реков, продолжува затрупувањето на депонијата. Ние сме оптимисти дека до вечер делот кој што гори ќе биде целосно затрупан.
но бидејќи како што кажав нема добри пристапни патишта, доколку не успееме тоа да го направиме во текот на денешниот ден, утре во тоа ќе ни помогне механизација од Бехтел и ЕНКА. Доколку имате други прашања, повелете. Дали може да констатираме дека и овој пожар е ист како оној во Кочани, дека институционално е затаен? Дали ќе одговара некој зашто не е оградена? Мислам дека јас не сум вистинската адреса за ова прашање, јас сум раководител на главниот штаб. Моја задача е да ги гасам пожарите. Се разбира како поранешен припадник на МВР, доколку се сомневам во нешто, за тоа да ги известам оние кои што се надлежни, јас тоа го направив, пријавив во МВР. МВР постапуваат по мојата пријава, ќе се распрашат, ќе си ги покренат нивните полициски методи, а вашето прашање е сосем легитимно. Како граѓанин можам да кажам како граѓанин дека депонијата ни приближно не е менаџирана во делот на складирањето на отпад онака како што треба. Особено загрижувачки изгледа делот каде што се слева изцедокот, кој што според кажување на вработените е длабок околу 1,5 метар, значи имаме заезерување, вака слободно да кажам, на површина колку едно фудбалско игралиште, колку тревникот, во кој што имаме 1,5 метри вода, се разбира дека таа вода некаде тони. И верувам дека ги загадува околните води, токму затоа по локалните избори, вчера зборував на оваа тема, владата во соработка со градоначалникот на град Скопје, со градоначалниците на општините, конкретно овде Кисела вода, но и Вардариште, Гази Баба, ќе се започне еден процес на сериозно решавање на овој горлив проблем кој што го загрозува здравјето на граѓаните. Ние сме максимално отворени од рано наутро во онаа Вибер група со медиумите, споделуваме информации, едноставно не криеме ништо како влада, затоа и ве повикав токму овде на ова место да видите. Доколку некој сака конкретни снимки од внатре, едноставно верувам дека дел од редакциите имаат дронови и може да направат снимање. Ќе земат од тие кои што имаат. Господин Ангелов, како раководител на главниот штаб, дали денеска се дојдени представници од Министерството за животна средина? Дали се дојдени од Државниот инспекторат за животна средина? Освен Дирекцијата за заштита и спасување, кој е тука? И кој ќе ни објасни овој чад позади нас што се гледа со видливо око, што се осеќа наутро, колку е штетно. Тука имаме и изјави од типот видливо е, ама не е штетно, но и препорака од Министерот за здравство, не е штетно, ама не излегувајте ако не треба. Тука имаме многу спротивставени и нејасни. Дали некој вас ви информираше како раководител на главниот штаб, каков е воздухот во Скопје и што се случуваше наутро? Тоа е дел од заштитата на населението. Овде со мене е директорот на Центарот за управување со кризи Али Мухамед. Значи, двете институции стоат пред вас, ЦУК и ДЗС, и јас како раководител и на главниот штаб за управување со кризи. Вашите прашања се легитимни, но наша правенствена задача како ДЗС и ЦУК, односно главен штаб за управување со кризи, е да го изгасниме овој пожар кој што создава непријатни гасови, односно чад, но еве сега ве запрашувам, ние стоиме на воздушна линија, еве 500 метра или колку метра огнен. Има 1000 метра од овде до чадот. Значи, сепак дека има некој отров, ќе попаѓавме до сега. Но не негирам дека факт е дека има загадување на воздухот, но за ова прашање ќе сепак мора да се обратите до надлежните институции. Знаете дека во Министерството за екологија има посебно оделение за мерење на квалитет на воздух. И тоа е вистинската адреса, но јас веќе побарав информација. За кратко, откако ќе ја имам, ќе ја дадам информацијата во нашата Вибер група, но повторно ќе се појават сомнежи кај повеќето медиуми, затоа што имаме податоци кои што ги дават и други мерни станици. Било кој граѓанин може преку интернет, преку пребаруваш да дојде до оние мали програми кои што ги носат до различни мерни станици и можат самите да го погледат за загадувањето на воздухот. Дури и сега додека зборуваме преку вашите мобилни телефони, ве молам погледнете каква е моменталната загаденост и тоа на мерни станици кои што не се владени, кои што не се на владени институции. Еве сега погледнете, значи факт е дека состојбата не е како што треба, но не е ни така драматична, иако на моменти беше нешто што ние воопшто не го негираме. Значи на почетокот по избивањето на пожарот состојбата беше многу лоша,
Но од она што сега можеме да го видиме, тоа е овој чат. Еве, погледнете, чадот е зад мене. Јас лично Благодарам. договарав во Вибер групата помош за да исконтактирам со институциите, бидејќи Институт за јавно здравје не се односи нити на прашањата, директно бев на лице место, бев избркан од таа институција, затоа и ги поставам овие прашања до вас, бидејќи мора да се извести населението колку е штетно. Прашањето е многу легитимно и јас сум изненаден зошто сте били избркан. Тоа е погрешна политика, тоа е политика која што е спротивна на ставовите на владата, затоа што сите институции постојат заради граѓаните и се должни да дават информации на граѓаните дури и тогаш кога информациите не се пријатни за слушање. Затоа ве повикав овде кај самата депонија. Пред депонијата и кажувам тоа што е во моја надлежност, но верујте од рано утрово, од пред 6 часот, едноставно дури немам време на сите вас да се јавам на телефон. Ние бараме податоци, но имаме превише институции и верувам дека и вие како медиуми можете слободно да се обратите до некој од овие институции, но бидејќи не сте добили одговор, јас лично ќе се погрижам да добијам одговор, истиот ќе го пренесам во Вибер групата и при тоа ќе реагирам затоа што не ви бил даден одговор, кој што овие институции се должни да го дадат на медиумите. Вака она што го кажавте претходно, рековте нема пристапен терен соодветен каде што гори. Но она што е важно, дали некој го контролира делот каде што чаде и гори. Затоа што ако нема контрола, нели ќе ви дадам видео снимка направена со мојот скромен мобилен телефон. Може би нема најсилен квалитет како вашите камери, но на неа се гледа. Значи повеќе камиони, во овој момент имаме повеќе од 5 големи товарни камиони со земја. Затоа што нели пожарот синоќа во доцните часови. Не, ја ве разбрав, значи во овој момент на местото на горењето, мојата идеја беше таму да ја направиме пресконференцијата. Едноставно не е безбедно бидејќи има многу возила, има еден пристапен пат, се разбира земјен пат, кој што е раскопан од камионите и со лесно возило не може сега да се отиде до местото на горењето. Од друга страна, бидејќи имаме превише возила, булдожери, багери и камиони, внатре е гужва. И се обидуваме да пробиеме уште 2 земјини патишта за да можеме да употребиме повеќе механизација. Кога сега би дошло овде 10 булдожери, багери и камиони, ќе мора да бидат паркирани бидејќи нема услови за работа за толку возила. Значи сепак нема контрола 24 часа на депонијата. Каде што гори? Како мислите контрола? Контрола луѓе кои што би контролирале дали негде би измрнало или не. Вака овде да се, значи депонијата има 24 часовно обезбедување. На самата депонија, може пробајте да влезете ќе видите, нема да ве пушта така. Добро, на капија нема. Според моите информации, депонијата треба да има комплетно обезбедување. Но ова прашање е добро да се покрене, но јас пак ќе ви кажам, и да има обезбедување, тоа не е доволно или е далеко доволно, бидејќи веќе само ова лето, како што реков, 3 обиди за подпалување кои што биле брзо изгаснати. Но во депонијата, некому му текнало овде во течноста каде што има повеќе гасови и сега плиновите согоруват и не може да се изгаснат. Однес на Вардариште каква е состојбата таму? На Вардариште е мирно, немаме никакво чадење. Се работи исто така на затрупување, ве поканам одовде може да отидете до Вардариште. Каналот во кој што беше чадењето се затрупува и само тој канал ќе биде затрупан. Не е безбедно да се затрупа целата депонија, бидејќи гасовите ќе останат внатре, да не се случи после 10 години некоја голема експлозија. Има посебни методи, не сум јас стручен во таа област, но има една сериозна студија и сериозен проект како да се реши Вардариште, но доколку градоначалникот после локалните избори на градот Скопје процени дека тој проект не е добар, може да нарача нов. Зашто после локалните избори? До локалните избори има уште 2 месеца. Ова е многу добро прашање, ќе ве замолам да отидете кај градоначалникот на Скопје истото прашање да го поставите зошто се чека за Вардариште 2 месеци, бидејќи Вардариште и Дрисла се директна надлежност на градот Скопје и на градоначалникот на градот Скопје. Инаку прашањето е легитимно, се согласувам со вас. Но јас се обидувам да бидам политички коректен и сепак представувам институција. Ви благодарам.